Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, со овој предлог закон за изменување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кој е поднесен од страна на претениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата, бараме да се врати старото законско решение со кое пензионерите во Република Македонија добива повисоки пензии, односно пензиите постојано да продолжат да растат со тоа што усогласувањето на пензии ќе се врши 2 пати годишно, на 1 јануари и на 1 јули, врз основа на порастот на животните трошоци и врз основа на порастот на просечната плата во Република Македонија. Со овој предлог закон се изменува само еден член со кој се врши усогласувањето на старосната пензија, односно усогласување да се врши според движењето на индексот на трошоците на живот во висина од 50% и порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во Република Македонија во висина од 50%. Значи, со овој наш предлог закон, пензиите ќе продолжат постојано да растат, како што беше, впрочем, и со претходното законско решение, кога пензионерите добиваа на вистина повисоки пензии, а не понижувачки 36 денари, односно 63. И исто така не да бидат предизборно понижувани и манипулирани, како што прави сега оваа влада. Бараме измена на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, бидејќи со законот кој што оваа владеачко мнозинство го донесе на брзина и по скратена постапка во декември 2018, како впрочем и многу други закони, со овој постоечкиот закон се нанесе и се нанесува огромна неправда и голема штета на сите пензионери во Република Македонија, бидејќи се утврди дека со измените на законот всушност пензиите во Република Македонија ниту растат, ниту пак во иднина ќе растат. Што значи дека ветувањето на оваа влада за раст на пензиите врз основа на усогласувањето не е ништо друго, туку уште едно лажно ветување, дадено кон граѓаните на Република Македонија, во овој случај кон пензионерите. Почитувани колеги пратеници од владеачкото мнозинство, доколку не го прифатите овој предлог закон, само уште еднаш ќе покажете дека оваа влада воопшто не мисли на пензионерите. Ниту пак има намера да ги зголеми пензиите на сегашните, ниту на идни пензионери во Република Македонија и дека се што правите е само предизборен маркетинг кој граѓаните на Република Македонија и кон оваа категорија на граѓани. Со неприфаќањето на овој наш предлог закон, само уште еднаш ќе покажете дека Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз повторно ги излагаа пензионерите. Може би вие заборавивте, колеги, но верувајте, пензионерите не ги заборавија вашите ветувања дадени во изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз во 2016 година, во која стои дека 2 пати годишно пензиите ќе ги зголемувате согласно платите и трошоците, а на крајот на годината владата ќе носи одлука за вонредно зголемување на пензиите. Наместо тоа, наместо да ги покачувате пензиите како што ветивте, вие ги намалувате. Наместо луѓето кои што 40 години работеле и вложувале во својата иднина и во државата, сега треба и кога треба да си ги живеат своите мирни и спокојни денови, благодарение на политиката која што вие ја водите, колеги, ги ставате на работ на екзистенцијата, успеавте да ги измамите, успеавте и највозрастните граѓани на Република Македонија да ги измамите и продолжувате со вашите лаги, со извртена математика, со манипулирање, но верувајте дека пензионерите ја прочитаа вашата игра и не постои пензионер во Република Македонија кој е задоволен од политиката која ја водите. И воедно ве прашуваат и бараат одговор на тоа прашање дали е ова достоинствениот живот, животот кој што им го ветувавте пред да дојдете на власт. Дали вака ќе продолжите да се грижите, дали тоа го планира оваа влада за најстарите своји граѓани. Трошоците за живот се зголемуваат, пензионерите со право стравуваат дека нема да може да го поминат месецот, нема да може да си купат лекови, храна и се што им е потребно за да помине месецот. Во државата се трошат пари за најразлични, за се и се што. Ова влада се луксузира,
се трошат пари на работи кои што во ниедна друга држава не е нормално. Пари за ветеното и систематско покачување на пензиите, како што велевте, нема. Очигледно е дека Социјалдемократскиот сојуз никогаш не се грижало за пензионерите и за нивниот живот. Ова не е ниту прв, ниту последен пат по се изгледа Социјалдемократскиот сојуз да удира по џебот на пензионерите. Претходно кога бевте на власт и му кинавте по 8% од пензиите, а сега во овие изминати 3 години додека сте на власт им кратите од планираното покачување на пензиите. Односно за 2019 пензионерите се кусок за околу 2,5% за цела 2019 година, односно ако просечната пензија на Република Македонија изнесува 15.000 денари, пензионерите ќе загубат од 300 до 700 денари месечно или 3.600 до 8.400 денари годишно. Значи, ова влада продолжи таму каде што застана во 2006 да манипулира дека ова усогласување на пензиите значи нивно зголемување без да покаже реален капацитет и волја и реално да ги зголеми пензиите. Почитувани колеги, 300.000 пензионери очекуваа повеќе од вас, очекуваа повеќе од оваа влада, а сега се на удар на економските политики на владата. Од тие 300.000, 170.000 пензионери земаат пензии под минимумот во Република Македонија. Пензионерите добро знаат дека во време кога владата ја предводеше ВМРО ДПМН, најниската пензија се зголеми за цели 105%, односно од 4.330 во 2016 на 8.895 денари во декември 2016. Просечната пензија од 7.688 денари во 2006 година на 13.754 денари во декември 2016 година или за 79%. И највисоката пензија од 27.606 денари во 2016 година на 37.882 денари во декември 2016, односно за 37,3%, и не само покачувањата кои секако се најважни, во периодот од 2006 до 2017 година се реализираа бројни проекти се со една цел – да им се подобри животот на оваа категорија на граѓани на Република Македонија. Јас искрено се надевам, колеги, дека вие конечно ќе се охрабрите, ќе покажете конструктивност преку пензионерите во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Или пак, вие, колеги, треба да имате чесен пристап кон пензионерите и да им кажете дека немате никаква намера да им обезбедите повисоки пензии, да им обезбедите подобар живот, да не се служите со популистички мерки, од кои пензионерите буквално немаат никаков бенефит, односно да им ги покачувате пензиите за 36, односно 63 денари, како и да им ветувате предизборни покачувања на пензиите. Колеги, на пензионерите им е потребна константна грижа, а не предизборна манипулација со нив и гол популизам. Благодарам. Благодарам. Реплика пратеничката Кузмановска Катерина, повелете. Благодарам, почитуван подпредседател.